Добар ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Голем, огромен поздрав ви испраќаме од комплексот Златно буре Кучково. Со нашата екипа од Алфа телевизија, тука сме заедно со персоналот кој што верно ја следи емисијата Вкусот на традицијата. Драги мои, ние се наоѓаме недалеку од центарот на градот Скопје, на само 20 на минути, место што може да ве опушти, да ве релаксира во овој стресен живот и во ова напнато што имаме во нашето секојдневие. Затоа топла препорака од нас, дојдете, повелете во комплексот Златно буре Кучково. А исто така можете и да не следите како ја снимаме емисијата. За денеска, драги мои, вака ќе ви кажам. Земете 2 страка прас, земете везени пиперки, ве носам во Мариово. Зошто? Ќе правиме денеска шопал. Шопал не можете да го најдете на Google и да го гуглате како и да е, но знаете каде го има? Во срцето на Мариово. Не ви треба ништо друго. Ви треба прас, везени пиперки, сега ќе ви ги кажам останатите состојки, и се смета за еден од преубавите специјалитети мариовски. Значи, не е проја, ова е многу поздрава верзија од проја, затоа што во него имаме само пченкарно брашно. Значи, драги мои, ексклузивно за вкусот на традицијата, мариовски шопал. За да го направите мариовскиот шопал, вас ќе ви бидат потребни 2 страка прас, ситно сечкани, на масло пропржени, на 1 децилитар масло. Додека ја зборувам, сакам времето да го искористам, ваму да пржам, ваму да зборам. Ете така, нека си омекне, само треба да скипне празот. Ке ви требаат 4 до 5 везени пиперки и вака искршени, со рака. Ете, баш така. Ке ви требаат 3 јајца, 500 грама кисело млеко, во Мариово се прави со овче кисело млеко. 1 супена лажица свинска маст, 12 лажици пченкарно брашно, значи само пченкарно, 200 грама сирење, малку сол и 1 прашок за печиво. Порано немале прашок за печиво, па ставале или сода, или да не се стави прашок за печиво, повторно ќе биде многу убаво. Значи, еве сега ќе си пушти вода. Ова е најздравата варијанта од пројата, затоа што во пројата, како што ви кажав, нели се става и бело брашно, таа е многу помека. Овој шопал е потврд, да знаете, но киселото млеко, затоа со кисело млеко се прави, за да му даде малку мекост на тестото и самото сиренце, и така да ова е вистинско уживање да се јаде овој специјалитет. Се му додадам малку свинска маст, другото ќе го оставам за одозгора. Ќе ми треба за одозгора, пред да го ставам да се пече. Ете така. Малку го пропржуваме, додека тоа се пропржува, ќе му ги ставам и везените пиперки, сувите пиперки. Порано се сметало во Мариово, значи дека главна гозба било кога домаќинката ќе направи шопал. Тогаш се сметало дека имаат богат ручек или богата вечера кога се правил шопалот. Така, сега, знаете ли кој колорит добиваме кога ќе го направиме шопалот? Црвено, зелено, жолто, сите прекрасни бои, а многу е здрав. Значи, ова може да го јадат и луѓето кои што не смеа да јадат бело брашно.
што се алергични на глутен и така натаму, но порано тоа не се знаело. Туку се немало, например, бело брашно, па ставале ченкарно брашно. Но исто така, можете овој специјалитет да си го модифицирате. Да си ставите некој интегрално брашно, брашно од хељда, има да биде прстите да си ги излижете. Така, сега ќе ставам малку солца. Ете така. Сол. Еве го, веќе празот, гледате како скипна. Сега ќе го пробам само да видам дали треба уште сол да додадам. Не. Така, во меѓувреме, ево он е скоро готово, ќе намала малку. Значи, јајцата ќе ги искршам во сад за матење. Тука не ви требат ни миксер, ни специјални маталки. Јајцата се матат со вилушка. И малку сол се става во тестото. Да не биде, што би рекле старите, блуткаво. Така, сега ќе му ставам малку сол. Но солено и сирењето, затоа треба да внимаваме. Со вилушка матам. Тавчето не треба да биде поголемо од 26-ка. Но може и 28 и 30, ма така ќе биде многу ниско. Ова секако не расте многу, да знаете. Така. Мислам дека е празот готов, затоа што после ова се пече и таман. Битно е да не се стави жив, туку да се стави малку пропржен. Така. Го тргам настрана, така. Сега го ставам сирењето. Вака издробено. На рака. И ова многу брзо се прави. Прас, верувам дека сите имате. Нема човек што нема дома прас. Сега во текот на зимата. Ова ви се вика нашата чудесна Македонија. Какви све неспецијалитети кои што се вели од дич ништо ќе не јадете цела војска. Така. Малку подпасирам со вилушката, но треба да се препознаваат парчињата. Така. Сега веќе ќе си земам и дрвена лажица. Ќе го ставам киселото млеко. Така. Така и ќе го ставам тука прашокот за печиво. Значи, ако ја направиме комбинацијата со белото брашно, тогаш веќе добиваме некоја варијанта на проја, иако ви кажувам дека не е проја, нема во неа ни млеко, ни кисела вода, пресно млеко, туку има само кисело млеко. Ете така. Значи, убаво да се измеша прашокот за печиво. Така. Сега го ставам ченкарното брашно.
За оваа доза да знаете дека 12 лажици се предвидени. Вака се половина малку да го промешам, па другото ќе го додадам. И маснотијата има само од маслото што се пржи празот и после малку стопена свинска маст од озгора што ќе ставиме. Така. Еве сега и рестото. Така. Сега и ова го промешувам. Сега ќе го додадам прасот. Значи, ова е една од варијантите на богатиот шопал. Затоа што оригиналната верзија е само вака шопалот да го печете. И тогаш добиваме една опција како на пченкарен леб. Но богатата верзија на шопалот е со празот и со везените пиперки. Така. Сега го ставам и празот внатре. Редната на 200 степени да ви биде. Така. Може и малку да има и да останато прашче, не е страшно. Зошто? Затоа што јас сега ќе ставам свинската маст, значи да се стопи, па и нека има и прас низ неа малку подгорен, тоа пак ќе му даде посебно убав вкус. Ова е значи за полевање од озгора. Така, во истото тенџера. И ќе ставам маста од озгора. Така. Тоа е тоа. Нека се топи она. И сега, убаво го изработувам. Сега морам да пробам за сол. Еве го колорито што ви кажам, жолто, зелено, црвено. Го следите вие тоа сега на малите екрани. Сега да пробам за сол. Одлично. Совршено, совршено. Така. Сега си го земам тавчето. Ова е веќе намастено од оздол, ама имам уште, ајде, некоја капка, еве вака ќе ставам. Така. И сега го ставам. Сега ќе треба да си помогнам со друга лажица. Да го соберам зајрето од зидот. Така. Да не оди фира. Така. Вака ќе го ставам. Малку ќе го разнесам на секаде, значи, од прилика сега не може точно да биде секаде. Еве го. Еве го тоа што ми требаше во свинската маст да се пропржи по кое прашче внатре. Така. Значи, ќе пржите свинската маст се до оној момент додека не почувствувате мирис на
маст со прас. Еве го, веќе го имаме тоа. Исклучувам и сега што правам? Ова е на шопалот, тајната. Ете, тоа треба. Па после како нема да биде убаво? Мора има да биде убаво, да не можеме да престанеме со јадење. Така. Напади си децата, седни јади. Ете, тоа е тоа. Сега го носам во кујната да го испечам. Ке се спремиме јогурче, матеница, маштеница, чајајме маштеница и може и ова како убаво оди со жива туршија. Мераци, останете со вкусот на традицијата, ке ме причекате да го испечам. Еве, драги наши пријатели, мариовскиот шопал како изгледа испечен. Можеш да го јадеш колку ти душа сака. Да не се секираш за ништо. И тој се јадел баш вака, со рака прекршено. Не ни треба нож. Баш вака, леле. Ова е значи побогатата верзија дека е со прас и со сирење. Ова не се опишува колку е вкусно. Значи, од најмало до најстара може да го јаде ова. Леле, колку е убаво. Како да ви опишам колку е ова убаво, се топи во устата. Чудесија. Токму овој мариовски шопал, направете го и точно коментирајте на нашата страна на Вкусот на традицијата дали сум во право, дали едноставно и вас толку ве воодушеви вкусот како мене. Значи, не можам да ви опишам колку сум влюбена во овој вкус. И сега ме потсетив за една приказна шеговита за Мариовец кога отишол кај попот. Рекол, попе, јас имам грев, украдов една бочва вино и дојдов да ме исповедата. И попот го прашал, добро си ја украл бочвата вино, но дали жалиш за тоа? Дали се каеш? Се кајам, попе, затоа што и мезето не го земав. Значи, тоа е мала шега. Ве поздравувам, останете со Вкусот на традицијата. Направете го овој специјалитет, уживајте. Значи, мариовци, алал да ви е големи домаќини. Довидување до следната емисија. Се гледаме.